Верувам корисна тема за нашите гледачи, односно колку всушност имаме развиена здравствена култура кај нас, колку ние самите сме свесни всушност и совесни за тоа дека треба да одиме на редовни прегледи, но и важноста од редовната физичка активност и здравата храна. Многу повеќе на оваа тема во продолжение ќе слушнеме од мојата денешна гостинка, доктор Анкица Стануевска, специјалист по семејна медицина. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Тел. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Секогаш со големо задоволство имате денеска една многу убава тема, би кажала. За среќа во нашето население сепак постои добро ниво на здравствена култура. Нашите пациенти на некој начин може би рекла наследија таква здравствена култура од минатиот систем, кога во времето на социјализмот навистина многу беа систематизирани и прегледите, и контролите, и одењето кај доктор. Сега докторот го менува матичниот доктор, кој што навистина во Македонија барем е многу достапен за нашите пациенти и мислам дека имаат навика да доаѓаат на прегледи, имаат навика да се грижат за своето здравје, секако никогаш не е доволно. Тука работиме на, би рекла, малку подобрување на таа здравствена култура, колку да е добра, таа секогаш треба да биде подобра. Кажете ми дали истото ова можете да го кажете за младите генерации? Младите генерации одат во друга насока. Би рекла дека навистина многу читаат, многу сакаат да се дискутира околу здравствените навики. Убаво е што кај младите навистина преовладува интересот за здрав живот, би кажала, и во однос на исхраната, посетуваат дури нутриционисти, вежбаат многу, одат на свеж воздух, меѓутоа секако дека секогаш има една група на население која што живее нездрав живот. И тука е улогата на матичниот доктор, на семејството, на заедницата, секако не би исклучиле тука и самата заедница, затоа што е многу важно како сите ќе се грижиме за себе, но и како ќе се грижиме за здравието на другите. Секогаш може подобро, и ако велите дека имаме здравствена култура, секогаш може подобро. Ќе ве прашам за колку сушност ги има и од оние пациенти кои што чекаат да посетат медицинско лице кога ќе дојдат до тој проблем, или народски кажано кога ќе дојде нож до коска. Така. Имаме за волја на вистината, ќе кажеме и такви пациенти, и јас се зачудувам кој ќе ми дојде пациент кој што за својата возраст, веќе речам, и пред некој ден имавме пациент од 65 години кој што е со една баш така добра хипертензија, висок крвен притисок, меѓутоа се уште не изима лекови затоа што смета дека ако почне да пие терапија ќе треба да ја пие доживотно. Затоа е тука нашата улога да му обрнеме внимание, на компликациите кои што можат да настанат во такви, би рекла, пореметувања на здравствената состојба и секако да тој пациент го убедиме, сепак да се грижи за своето здравје. Дали може би некогаш во вакви случаи игра улога и стравот според вас? Да не се дознае нешто лошо, да не се случи нешто полошо може би? Така, владее кај нашето население изреката дека ако отидеш на доктор ќе ти најдат нешто, и јас би кажала дека матичните доктори најмногу не сакаат празни книжки, затоа што кој ќе видите празна книжка, односно празен сега електронски здравствен картон, каде што гледате дека пациентот не ве посетил, не дошол, тука имате веќе многу работа. Значи, уште во првите испитувања наоѓате основни заболувања кои што пациентот ги занемарил, затоа што на почеток на некој од хроничните нарушени здравствени состојби, симптоматологијата е толку блага што пациентот дури и не приметува и смета дека е тоа нормално за годините, нормално за тој временски период од годината и не обрнува внимание на тегобите кои што ги има. Така да навистина матичниот доктор има многу работа околу своите пациенти и тука посебно настојуваме да работиме на превенција. За поздрав се секогаш вашите емисии, вашите одвоени минути секогаш околу здравствената состојба, затоа што не секогаш со пациентот не имаме време од половина час или 15 минути да разговараме, така да сето тоа делува едукативно во подигањето на здравствената култура. Токму и тоа сакав да ве прашам дали медиумите, но и ве потврдевте, освен медиумите, дали може и образовниот систем би требало да направи нешто или веќе прави нешто според вас во однос на тој дел?
Секако дека треба да се прави уште од најмали нозе во образовниот систем. Не радува тоа што во градинките многу се зборува веќе за здрава храна и нашите мали пациенти често доаѓаат, нели, и ни кажуваат што е здраво да јадат и што не е здраво да јадат. Тука секако, нели, во понатамошното школување секогаш треба и уште повеќе да се обрне внимание, посебно на часовите, би рекла, по физичка култура, каде што, нели, сепак тоа се минути кои што, нели, ќе допринесат за подобра едукација на младите. И јако многу ме радува, искрено кажувам, дека младите навистина многу спортуваат, многу обрнуваат внимание на исхраната, дури некогаш се оди, нели, во, би рекла, други насоки, каде што се оди до фанатизам дури. Меѓутоа, тука настојуваме секогаш да имаме една средина во однос на физичката активност и во однос на добро избалансирана здрава исхрана. Балансирана здрава исхрана, здрав живот, нели, спортување, но во граница на нормала, како што напоменавте. Ќе ве прашам пред самиот крај, која е вашата порака до нашите гледачи, што подразбираме под редовни прегледи? Како да имаме навика да подсетуваме редовно медицинско лице? Ние велиме секогаш колку и да сте здрави, барем еднаш во годината да се дојде да се направи една контролна, нели, лабораториска анализа, да се посети матичниот доктор, да се кажат тегобите кои што ги има или нема пациентот, затоа што некогаш во фамилијата, барем семејниот доктор, знае што може да очекуваме кај тој пациент, бидејќи претходно ги лечел и по старите од таа фамилија, едноставно генетиката си го работи своето. Меѓутоа, со текот на животот, доколку ги исклучиме ризик факторите, генетиката нема да се изрази толку рано со годините. Токму поради тоа, колку и да сте здрави, секогаш барем еднаш во годината посетете го матичниот доктор, направете основни, нели, анализи, би кажала, во однос на здравствената состојба, додека кај нашите хронични пациенти тоа се почести контроли, каде што и самиот матичен кажува, нели, на колку време да дојде пациентот. Би кажала сега малку со електронскиот рецепт, нашите хронични пациенти настојуваме да не бидат запоставени, затоа што пишуваме терапија за 6 месеци, за 12 месеци, ама тоа не значи дека хроничниот пациент нема да го посети матичниот доктор. Напротив, ги викаме, нели, на контрола, и што е многу важно, секогаш, нели, дури и оние акутни состојби кои што се со инфекции, сепак да бидат проследени со преглед од матичен или консултација кај матичен, се со цел да не се зимаат непотребни лекови. Благодарам многу за одвоеното време и драго ми беше што имавме можност да говориме на оваа тема. Благодарам многу на одвоените минути. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека подсетивме на важноста всушност од редовните прегледи, физичката активност и балансираната здрава исхрана. Од овде ќе ве поздравиме и се гледаме за еден час од сега, каде што ќе говориме за сајмот на книга кој што започнува денеска, токму на меѓународниот ден на книгата.